Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за еден одличен роман, а тоа е Животот и времињата на Майкл К. од Џон Максвел Куци. Мислам дека оригинал на африканс презимето му е Куција, меѓутоа не е важно, јас се држам до Куци. Мислам дека Куци ми е, имам прочитано 5-6 негови романи, мислам дека ми е еден од омилените писатели. Барем меѓу 5, ајде да речеме меѓу 10 омилени писатели, најдобри писатели што сум ги читал. Во 2003 година ја добива Нобеловата награда Куци и е првиот писател што два пати ја добил Букеровата награда. Тоа е една престижна награда за романи што се оригинално издадени на англиски јазик. И најпрва во 1983 година ја добива за овој роман Животот и времињата на Майкл К, на Майкл К, а подосна во 99 година ја добива за неговиот роман Disgrace или Срамота. Исто така и тој роман го има на македонски и мислам дека заедно со овие два романи, заедно со Чекајќи ги врварите, кои што исто така можете да го читате на македонски, му се негови најпознати романи и мислам дека нема да сгрешите ако почнете со било кој од овие романи. Едноставно се запозна. Ако не сте го читале Куци, да се запознаете да видите за каков писател станува збор. Животот и времињата на Майкл К. Не е лесно да се зборува за овој роман, ова не е изговор. Иако знам понекогаш да го кажам тоа за некој писател, знам дека за Јун Фосе тоа го кажав, дека може човек колку сака да зборува за него, меѓутоа ако не земете да прочитате нешто од него, нема да може никој да ви долови за каков стил станува збор. Значи, треба да самите да видите, да прочитате нешто и ќе видите како раскажува, например, Фосе. За Куци, не дека романите му се непристапни или тешки, не се тешки во смисла на стил, разбирливи се, окей се романите. Речи си сите романи на Куци се различни во смисла на темите со кои што се занимава, стилот секако можете да го препознаете, меѓутоа Майкл К. не е лесен роман да се протолкува, не е толку едноставен да се протолкува, ако може да се насетат некои теми или можеби на главна мисла која што подлежи под целата нарација, меѓутоа е убавината со овој роман што е отворен за толкување. Кога ќе почнете да го читате романот, мислам дека ако сте ги читали, например, Кафка или Ками, ќе видите дека има сличен тон, иако не е никаква копија на Кафка или на странецот од Ками, на Мерсо, на Майкл К. не е Мерсо, меѓутоа може да ве потсети и на стравот на голманот од Пенал, од Ханке, во смисла на тоа дека се присутна е тука присутно е чувството на отуѓеност, абсурдноста на човечката состојба, на човечкиот живот. Присутна е таа тема низ целиот роман, меѓутоа тука тоа е третирано на поинаков начин. Майкл К. главниот лик во овој роман е човек во своите 30 години, живее во Кейптаун, кога се родил како бебе, се родил со зајачка уста, и мајка му го праќа да расте. Майкл расте во секакви институции, строги институции. И на почетокот на романот гледаме дека тој работи во паркови зеленило, во одржување на јавни површини. Меѓутоа мајка му, која што работи, ги чисти становите на богатите луѓе во тој прв ред на згради, по-фенси згради, кај што живеат богатите луѓе, покрај морето во Кейптаун. Таа живее буквално во едно сопче, во една остава под скалите и дозволиле таму да живее. Меѓутоа жената е болна и се повеќе незината состојба се влошува и Майкл К. сакајќи некако да ја помогне на неговата мајка, ќе остави работата и ќе даде предлог, всушност и таа ќе изрази желба дека би сакала да се врати да го доживее животот каков и да е во незиното родно место, на фармата каде што растела, до едно мало град, помало место, Принц Алберт. Тој ќе се согласи да ја помогне некако да излезат од таму. Меѓутоа, Јужна Африка се наоѓа во состојба на војна и ова може да замислите дека се некои 70-80 години од минатиот век. Апартхеидот е се уште присутен на сила. Јужна Африка не поминува низ војна, граѓанска војна, иако постојано има конфликти таму. Јужна Африка е многу комплексна, сложена, приказна. Меѓутоа војната, иако е присутна тука, тоа измислена граѓанска војна, таа е низ целиот роман како што се одвива действието е присутна повеќе во позадина, значи се среќаваат војни камиони, се среќаваат војни контроли,
воено прифатилиште за луѓе кои што се затвореници и така натаму. Меѓутоа, војната ова не е некаков воен роман. Јужна Африка е комплексна приказна, велам, затоа што живеат повеќе народи, се зборуваат повеќе јазици, значи ги имате староседелците племиња како Зулу, Коса, значи тоа се многу разни црнечки африкански племиња со многу јазици. Потоа ги имате така наречените африкански луѓе, да речеме холандјаните кога дошле тамо во почетокот на 17 век, почнали исто така да се мешаат со домородното население, па настануваат исто така наречените и обоени луѓе, значи тоа е цела група на луѓе мешани меѓу белците, меѓу африканските племиња, меѓу азици во Јужна Африка, значи тоа е на сосема нова, на некој начин како нова раса. Потоа ги имате англичаните се тамо, африкански, холандјаните, значи еден голем микс, плюс ставете го тука апартхеидот, значи комплицирана работа. И баш пред неколку дена, всушност завчера ја завршив книгата Born a Crime од Тревор Ноа. Тревор Ноа е еден познат комичар, стендап комедијан, и пишува книга автобиографска за неговото растење во Јужна Африка и многу ми помогна, освен што е комична и забавна книгата, многу ми помогна да разберам какви биле односите меѓу сите тие групи, меѓу сите тие јазици додека тој расте. Тоа е пред да се укине апартхеидот и откако ќе се укине, како се развива Јужна Африка. И тука, иако е време на војна и за време на апартхеидот, значи Майкл К, првата негова пречка е што не може да добие дозвола, треба да добие дозвола да го напушти Кейптаун, и мајка му некако правејќи некој вид рикша, некаква количка за да ја изнесе од тамо и да ја однесе во родното место. Ќе успеат некако да се провнат, да тргнат на тоа патешествие, и тука тргнува приказната, и ќе видиме дека мајка му наврзо ќе умре по пат, и почнува Майкл К да живее една екзистенција, еден живот кој што е од ден за ден, движејќи се од место на место, во еден свет во кој што, во една држава, во еден свет во кој што постојано системот, постојано општеството ќе се обидува да на некој начин да го исконтролира, да му ја одземе слободата која што тој потајно ја посакува, иако ова не е некаков интелектуалец, борец за слобода или со некакви политички сваќања. Не, ова е најобичен човек и интересно е што дури луѓе се занимавале, речиси не можеме да дознаеме дали е африканец, дали од некој африканско староседелско племе, дали е обоен. На едно место само се вели дека е обоен маж, и предпоставуваме дека е colored или дека е обоен, дека е од таа мешана раса. Майкл К, движејќи се низ овој роман, движејќи се на маргините понастрана од главните патишта за да не го сопрат, да не му параат дозволи и така натаму, ќе почнува да се соочува со секакви предизвици, ќе биде собран од патот и ќе го однесат да работи на изградба на пруга. Подоцна и тоа е клучниот можеби момент во романот, ќе дојде, ќе стигне на можеби на местото каде што мајка му растела, можеби не, ќе најде таа фарма и ќе почне да живее еден многу базичен, многу примитивен живот, ќе најде вода, ќе проба да насади, не знам, тикви, некакви зеленчуци, да проба да живее од земјата, едноставно да се врати на примитивното, да се врати на некаква си, првобитна човечка состојба, каде што тоа е во контакт со природата и така натаму. Меѓутоа нема никаква, тоа е едноставно начин на преживување и движење кај Майкл К, значи тој нема некаква животна филозофија, дури имаме чувство дека е малку припрост и неинтелигентен во целата таа приказна како лик. Меѓутоа се почнува да се случуваат нешта, почнува таму, ако ја знаеме дека Куци има напишано роман за романот Фо за Робинзон Крусо, и знаеме што прави Робинзон Крусо, нели, пробува да чува кози и така натаму. Тука исто присутно живее сам на таа фарма, почнува да живее Майкл К како едноставно отуѓен, отстранет од целата цивилизација, пробува да преживее и таму што има стадо кози, тој пробува да улови коза и така натаму.
и гледаме една сурова, базична екзистенција негова, значи ќе почнува да едноставно да се грижи за таа фарма, меѓутоа животот е брутален, мора и од таму да се движи понатаму, па ќе биде грабнат и ќе биде однесен во еден работен логор за луѓе кои што се скитаат, се бездомници, се можеби жртви на војната, ќе биде искористен таму, бега од таму, се движи, едноставно Майкл К е надвор од радарот, е туѓин, речи си како туѓинец на овој свет и се што бара е да живее еден смирен живот, оставен сам со себе и да може да едноставно да ги одгледува своите растенија или да одгледува да расте тикви, тој ќе од тиквите што ќе пораснат буквално ќе земе семки и ќе ги стави внатре ќе ги стави под облеката и тие му се најдрагоценото нешто што го поседува. Интересно е што откако ќе помине најголемиот прв дел од романот, подоцна следува еден друг дел од романот, напишан во прво и во второ лице, каде што зборува еден доктор кој што работи во една привремено медицинско болница прифатилиште што армијата го има. Майкл К ќе го најдат буквално прегладнат, ќе го стават таму и тој едноставно го наблюдува овој човек и кој што речи си одлучува како да се откажал од животот, коска и кожа, некој си 30-40 кила, меѓутоа има некаква жилавост во него, има некаков отпор во него, иако е речи си како да се предаве. Овој човек го наблюдува Майкл К, се убедува да јаде, да преживе, едноставно ќе му прирасне при срце, меѓутоа од друга страна и му завидува на некој начин на неговата слобода, на некој начин дека дури и во најдолната екзистенција, дури кога се му е земено, дури кога речи се живее како животно, јаде, се храни со трева, со корења, си копа дупка во земјата и таму се крие, и излегува само ноќе, се крие дење, буквално на речи си животинска состојба, животинско постоење, а сепак некаков порив за слобода, за независност, кој што никој не може да му го земе. И напишан е тој втор дел од таа перспектива и гледаме дека што ќе се случи тука, како Майкл К ја одбива помошта на болничарот, ја одбива помошта на војската, на системот и самиот си го продолжува подоцна движењето и при крајот ќе видите повторно Майкл К е жив, се движи, една тешка, една мачна атмосфера. Кај Майкл К не и покрај тоа што мислиме дека се откажува, дека е скршен, дека речи се живее како животно, сепак постои отпор, сепак постои желба за слобода и за независност. Сега, целата ма историја, сите овие нешта што ги спомнав, може да звучат па и досадно, може да звучат и неинтересно, книгата не е лесна за читање, сепак е сериозна, е мачна, на моменти се прашувате, добро, Куци, писателе, како можеш од едно во друго, не само понижување, нема да ве натера да се разгневите на состојбата на Майкл К и на неговите одлуки, туку ќе ве натажи и ќе едноставно имате ви дава едно тешко чувство и Куци е мајстор за тоа, едноставно да ја долови човековата состојба, можеби човековиот абсурд, човековата отуѓеност, меѓутоа исто така и човековата резилиентност, нескршливост, значи отпор. И речи си Майкл К, иако е не е интелектуалец, не е дисидент, не е политички противник на системот или не било што, туку е најобичен човек, за кој што тој самиот вели еден ден ќе паднам во заборав, нема да се сеќава никој на мене, меѓутоа тото чувство за преживување е посилно чувството за слобода и речи си како да оставно од една страна системот пробува да го контролира, да го зароби во наводници и за добро и за лошо, за да го искористи неговиот труд и да работи, да гради железница или да работи во логор. Од друга страна, дури и кога за добро се обидува да го извлечи, да го врати во игра, со тоа што ќе стави килажа, ќе се врати, ќе биде корисен за општеството,
Майкл К се противи и на тоа, бега од ситуациите кои што го приморуваат, бега од ситуациите кои што го приморуваат да биде нели пропер, да биде коректен граѓанин и дел од целиот тој систем, како и да е. Значи, многу интересен приказ на човековата состојба, ајде да не речам на генералната човекова состојба, меѓутоа преку еден лик, преку еден тажен, мачен лик, да куци на мајсторски начин со едноставен јазик. Стилот на Куци е прилично едноставен, меѓутоа е многу моќен. Така што тоа е нешто што јас сакав да го издвојам како едно нешто, како една, не е тоа главна тема, како едно главно чувство кое што преовладува во романот, и мислам дека што и да кажам, ова е отворено за толкување, затоа што мислам дека ни Куци не е црно-бело, не ни дава јасна мисла што сакал да направи со овој роман. Иако може да нагаѓаме, и ова што јас го споделив со вас е само едно нешто, едно можно толкување или едно нешто што мене најмногу ми се допадна и што прави да ми се допаѓа овој роман. Толку за Џон Максвел Куци, најдете нешто од него, има барем 5-6 романи, и повеќе има романи од него на македонски, земете, прочитајте нешто. Мислам дека нема да сгрешите ако го прочитате животот и времињата на Майкл К, затоа што мислам дека е добар, репрезентативен роман за неговото творештво. Ајде, доста зборувам. Чувајте се, наскоро следуваат добри видеа, читајте добри книги и се гледаме. Чао!